Во наредниот период општина Штип ќе спроведе анкетирање за да се види дали штипските пензионери имаат реална потреба од бесплатен градски превоз. Оваа одлука е донесена откако и тукашното здружение побара со општински пари да се субвенционира барем дел од билетот за градски превоз. Воведувањето на превоз за пензионерите е навистина добра идеја и ние ја поздравуваме како општина. Се надам дека и кај нас ќе можеме да спроведеме сличен проект, меѓутоа во иднина секако, затоа што треба да имаме предвид фактот дека Штип е поголема општина, дека бројот на пензионери е многу поголем, така што и целата таа, да не речам, организација е многу поголема и ќе бара едно поголемо истражување, односно испитување колка ви се потребите и како би можеле ние сето тоа да го изведеме за да биде и финансиски исплатливо. Не само пензионерите и останатите граѓани на Штип имаат потреба од градски превоз. Градот се шири, а истовремено и универзитетски град. За да се одговори на потребите на граѓаните, се размислува за повторно воведување на линијски градски превоз. Пред неколку години во Штип се воведоа неколку градски линии, но за жал не профункционира од едноставна причина што немаше редовни патници. Ако имаме мал број на граѓани кои што користат градски превоз, воведувањето на градски линии можеби ќе биде и нерентабилно, со оглед на фактот дека користењето на такси превозот во градот е многу често и бидејќи цените се такви какви што се, знаеме дека се ефтини, граѓаните често пати го користат овој вид на превоз. Македонска Каменица беше прва општина во регионот која овозможи секој петок бесплатен превоз за пензионерите, но и за социјално загрозените семејства. Од наредниот месец бесплатен превоз најави и општина Виница.